Përshëndetje, jeni me emisionin Pasqyra e Shëndetit. Numri i fëmijëve të lindur para kohe është rritur viteve të fundit. Ne sot do të flasim për këtë fëmijë që lindin para kohe për shkaqe të ndryshme dhe luftojnë që të mbesin në jetë. Por besoj se të gjithë prindrit kanë disa dilema, se si ushqehen këto në inkubator këtë fëmijë, si mund të ato të zhvillojnë dhe a do të jenë të njëjtë me bashkëmoshatarët e tyre? Të gjitha këtyre pyetjeve do të japim përgjigje me një herë pas shkëputjes publicitare. Për të folur për fëmijët e lindur para kohe, të ftuar në studio, kemi primarius Dr. Dushko Fidanovski, pediatër neonatolog, nga Acibadem Sistina. Добре им дойдохте в нашата емисия. Благодарам на повикот. Много ми е мило и ми е чест, што денеска ќе бидеме заедно во оваа емисија да разговараме за новороденчињата предвремено родени. Кои новороденчиња се сметаат за критични? Ако веќе ги спомнавме предвремено родените новородени, најчесто тие се тие кои што имаат потреба од посебен третман. По дефиниција, предвремено родено бебе е тоа кое што се раѓа пред 37-ма гестацијска недела и тие се обично и со помала тежина, која што најчесто е по 2500 грама. Колку е по предвремено родено бебето, толку и тежината е помала. Така да една од категориите кои најчесто имаат потреба од лекување во одели за интензивна терапија или критични новородени се и недоносените деца. Под критични бебиња кои имаат потреба од лекување во интензивна нега се практично сите оние кои што после породувањето, после раѓањето, она транзиција ние велиме, значи преминувањето на функционирањето на органите независни од мајката, таа адаптација на надворешните услови, кои се многу поинакви од оние кои што биле предходно, може да тие промени се доста драстични пред се на белите дробови на срцето, така да многу фактори може да придонесат да таа адаптација се наруши, да се поремети и да биде многу предизвикувачка, велиме ние, односно да бара посебни услови за нега и третман. Пред се, значи, тоа нарушување во адаптацијата настанува токму кај новородените бебиња, потоа кај бебињата кои што имаат тешко породување, најчесто заради хронични болести кај бремените жени, као што например хипертензијата, шекерната болест, болести на бубрезите, болести на белите дробови. Кај мајки кои што имаат инфекција, исто така може да дојде до нарушување на таа нивна адаптација. Потоа има многу фактори кои што од страната на новороденото секако придонесуваат да спаѓаат во групата на критични новородени. Веќе ги спомнав недоносените, децата со инфекција и деца кои што се раѓаат со одредени вродени аномалии на органите, например на белите дробови, на срцето, на гастроинтестиналниот тракт. Посебни положби на бебето во стомакот, да речеме карличната презентација е една од проблематичните состојби кои може да доведе до појава на ризично новородено, обмотувањето на папчената врвца околу вратот и други состојби кои одат со, ние велиме, хипоксија или недостаток на кислород кај бебето. Сето тоа го прави породувањето да биде ризично и бебето да биде во таа група на ризични критични новородени кои ќе бараат посебен тип на нега и терапија. Дали сите овие бебиња имаат потреба од интензивна нега? Овие што ги спомнав, во најголем случај да. Значи тоа се деца кои што имаат потреба од лекување на одели за интензивна терапија. Кој обем на терапија ќе биде превземен зависи пред се од тоа каков проблем има кај бебето и колку е тоа изразен. Да. Пред малку ни спомнавте кои бебиња спаѓаат во предвремено родени бебиња, но кои се спецификите на овие новороденчиња? Како што веќе реков, тоа се бебиња со помала тежина пред се, кои што се по 2500 грама, меѓутоа, оние кои што бараат вистинска интензивна нега се децата со ниска и екстремно ниска родилна тежина, тоа се под 1500 па и под 1000 грама. Тие се најкритичните практично новородени и тоа се деца кои што значи имаат таква многу мала тежина и кои што не се способни за самостоен
живот во надворешни услови какви што владеат, така да тие бараат посебни услови за да може да го поминат нели тој период кој што требало да го поминат со мајката, сега треба да се имитираат услови кои ќе бидат слични на тоа. Значи имаат неразвиени бели дробови пред се, белите дробови се најголемиот проблем кај нив, така да имаат потреба од поддршка на дишењето. Тоа се деца чија што сила, мускулна сила е многу намалена, значи изгледаат помлитаво отколку децата кои што се раѓаат на време. Кај нив постои незрелост на сите органи, како што реков, не само на белите дробови, кој што е најважниот орган практично, односно кај што знаците на незрелост први се манифестираат, меѓутоа незрели се сите други органи. Срцето, централниот нервен систем, значи мозокот, дигестивниот тракт не е спремен да ја, значи органите за варење не се спремни да ја прифатат храната. Така тоа се деца кои бараат посебни услови на лекување. Да. Дали овие посебни услови значат инкубатор за овие деца? Да, најчесто кога е потребен овој престој и колку долго треба? Инкубаторот е еден од апаратите кои најчесто го употребуваме на оделите за интензивна терапија, бидејќи тоа не представува само место каде што бебето е изолирано од околината, туку и место кое што обезбедува услови на кои на бебето му се потребни, а тоа е соодветна температура, која треба да се одржува и, многу важно, соодветна влажност. Значи, бебето треба да престојува во такви едни услови кои што ќе биде заштитено, механички заштитено од околината, меѓутоа и да се обезбеди услов на постојано одржување на одредена температура и на влажност, бидејќи ако тоа не се запази, тогаш состојбата на бебето која и така не е добра, се работи за критично бебе, ќе се влоши дополнително ако не се употреби ваков апарат. Понекогаш во инкубаторите може и да се внесува кислород, така да преку инкубаторот практично добиваат и кислород. Тоа се апаратите кои најчесто ги употребуваме во лекувањето на предвремено родените бебиња, меѓутоа и кај некои други критично болни деца, исто така ги ставаме во инкубатор. Таму тие можат да бидат практично соблечени, да можат да се гледаат, мониторираат целото тело, да се мониторира. И покрај тоа што тоа се деца кои што најчесто се поврзани на мониторинг системи, значи се мониторира срцевата работа, дишењето, снабденоста на крвта со кислород, притисокот се мониторира, меѓутоа многу е добро и визуелно со голо око што се вика да се следи како изгледа едно новородено, освен поддршката од апаратурата. И веруваме еден цел тим се грижи за овие новороденчиња да бидејќи се работи за комплексни случаи, практично оделите за интензивна терапија се посебни делови од болницата во кои што е ограничено движењето, влегувањето, каде што работи персонал кој што е посебно специјално обучен, значи тоа не се обични доктори, педиатри и неонатолози, туку се медицински персонал кој е специјално обучен за работа со такви деца, значи тоа се сестрите, докторите. Меѓутоа, заедно со нив најчесто има потреба кои понатаму се вклучуваат во терапијата, секако и физиотерапеути, и дефектолози, логопеди, и психолози, и социјални работници, така натаму, значи еден цел тим на доктори од различни специјалности, бидејќи ова се деца кои бараат еден комплексен мултидисциплинарен пристап за да се реши проблемот, бидејќи, како што реков, недоносените деца, кај нив не само белите дробови не се развиени, туку се неразвиени сите други органи и од тие причини бараат, значи, постојано да бидат мониторирани од еден цел тим на професионалци. Да. Колку долго обично престојуваат овие бебиња во инкубатор и од што зависи? Престојот пред се зависи од состојбата на виталните органи, значи работата на срцето, на белите дробови и начинот на исхраната. Кога велиме дека овие органи се стабилизираат или потполно се адаптираат и се способни за самостојно да функционираат, тогаш веќе инкубаторот нема да им треба. Кога ќе може да одржуваат телесната температура самостојно без тоа вештачки да се одржува во инкубаторот, исто така веќе неговата потреба
е надмината, кога нема да имаат потреба од кислород, еден од факторите. Телесната тежина е многу битна, исто треба да се постигне одредена граница во телесната тежина да ја добие бебето за да може да велиме да излезе надвор од инкубаторот. Како што гледате, има многу фактори кои што влијаат на одлуката да решиме сега ова бебе можеме да го извадиме надвор од инкубаторот, така да зависно, повторно кажувам, од тоа кои се проблемите кај него, толку долго ќе остане во инкубатор. Обично бебињата што многу предвреме се раѓаат, што се со многу мала тежина, може да останат и 1 до 2 месеци во инкубатор. Да. Зависи од нивната состојба, верувам. Зависи од состојбата, да. И колку брзо се опоравуваат. Секако. Верувам дека родителите имаат многу прашања во врска со инкубаторот и со предвремено родените бебиња. Како се хранат тие? Ние се обидуваме, уште кога се очекува да се роди предвремено родено дете, да ги на некој начин едуцираме, односно да ги спремиме што нив ги очекува. Што значи да се роди предвремено родено дете и каква нега и третман ќе имаат потреба од такво нешто. Кога ќе се роди бебето, родителите не ги одвојуваме, посебно мајката од децата, тие се постојано во контакт со своето новородено, постојано комуницираат. Мајката секако е многу потребна, бидејќи е потребна не само за контакт физички, туку и за добивање на храна, нели, млекото, мајчиното млеко е многу битно дури кај овие најмалку деца со многу мала родилна тежина предвреме родени. И ние постојано практично комуницираме со родителите и постојано им објаснуваме што се случува и зошто се потребни сите тие апарати кои што навистина толку малото бебе не се гледа од целата таа апаратура, инкубатори, апарати за поддршка на дишењето, мониторинг системот, разни инфузиони линии кои што помагаат во внесувањето на течностите и лековите кои што ги даваме. Едно од многу битните делови во лекувањето на бебињата е исхраната кај вакви деца. Кај нив е многу битно да се почне што порано со внесување на храна. Идеално е да се почне со внесување на мајчино млеко. Тие најчесто не можат да се хранат како и другите бебиња, значи со внесување со цицање, бидејќи рефлексот за цицање и гултање прво се уште не е развиен, тој се развива некаде 33-34 недела, така децата што се пред таа гестатска старост родени, значи тие го немаат тој рефлекс. Така да кај такви деца се поставуваат специјални сонди кои влегуваат во стомакот и преку кои што се снабдуваат со храна, односно со млеко. Идеално е да тоа биде мајчино млеко, ако нема мајчино млеко, тогаш постојат специјални формули за недоносени деца. Покрај тоа, првите денови кога количината на храна што треба да се внесе, а не може да се внесе во толкава количина колку што треба, бидејќи дигестивниот тракт не е спремен да ја прифати храната, секако многу важна улога игра и така наречената парентерална исхрана. Тоа се специјални раствори составени од шекери, протеини и масти кои ги внесуваме преку инфузиите, значи преку на вештачки пат, преку инфузионите линии. На тој начин го снабдуваме бебето со сите потребни нутритиенти, меѓутоа и со калориите кои што треба да ги добие, бидејќи тие навистина имаат многу поголема потреба од калориски внес отколку бебињата кои што се раѓаат на време или кои што се здрави и кои немаат, бидејќи таа борба практично за живот која што постои кај нив и тие се борат заедно со нас и со апаратурата, троши навистина многу калории. Многу битно да се внесува храна кај нив. Така да исхраната е практично доста комплексна, како и се друго во лекувањето на овие бебиња. Да, ќе одиме со кратка пауза и се враќаме по тоа во студио. Урихтувам на студиото, еми доке фолу për fëmijët e lindur para kohe me доктор Душко Финтановски, каја ќе бъдем с истина. Докторе, дали може овие наши мали херои, ако може така да ги наречеме, кога ќе се изедначат со своите врсници? Прашањето е многу интересно. Тие навистина се раѓаат пред време и заостануваат на почеток по однос на нивните врсници кои се раѓаат во термин. Меѓутоа, нивниот раст и развој по поминувањето, по надминувањето на овие проблеми за кои што зборувавме
е многу интензивен, многу брз, така да ти успеваат да ги стигнат децата кои што се раѓаат во термин по однос на некои достигнувања во моторната активност, велиме ние, нели, одење, седење, движење, меѓутоа и во менталниот развој по однос на комуникацијата, игра, зборување. Се смета дека за колку време ќе се изедначат со нивните врсници зависи од тоа колку пред време се родени. Повторно, таа гестатска старост колку траела, колку се повеќе недоносени, толку подолго време ќе им треба да дојдат до изедначување со нивните врсници. Меѓутоа, во просек тоа се случува некаде до крајот на меѓу 1 и 3 години практично е периодот во кој што, зависно од нивната гестатска старост кога се родили, се изедначуваат со тие кои што се на време родени, да речеме деца кои што се поблиску до термин родени, до крајот на првата година веќе по сите параметри основи ги стигнуваат нивните врсници, а оние кои што се порано родени, да речеме, не знам, во 29-та, 30-та недела или порано, на им треба 2 до 3 години за да се изедначат со децата кои што се на иста возраст, меѓутоа родени во термин. Да, но добрата вест е дека можат да се изедначат со своите врсници. Апсолутно, да. Да, секако дека можат и дека достигнувањата, имаме низ историјата многу луѓе кои што постигнале многу во својот живот, се со извонреден интелектуален развој, а биле родени како недоносени. Да, тоа е прекрасна вест. Да. Колку време после заминувањето од болница на овие деца треба да се следат и понатаму испитувањата и да дојдат на редовни контроли? Во текот на првата година многу често се следат тие деца, се следат по сите параметри, не само растот во тежина, туку пред се многу битен каков е менталниот развој и моторниот развој. Значи, кога детето ќе почне да ја држи главата самостојно, кога ќе почне да се исправа да седи, кога ќе почне да стои, кога ќе почне да оди, кога ќе ги каже првите зборови, каков ќе биде видот, каков ќе биде слухот. Значи, тоа се тие неколку најважни параметри кои треба да се следат. Се смета дека во текот на првата година тоа следење клиничка проценка, меѓутоа и проценка со употреба на апарати пред се, ултразвук, рентген и други испитувања и во текот на првата година најинтензивно, меѓутоа и понатаму во текот на животот до практично школската возраст, значи некаде до тргнување на училиште некаде на 6-7 годишна возраст. Тука сакам да ве прашам колку е важно и грижата на родителите, колку тие се грижат за овие новороденчиња да напредуваат. Од голема важност е грижата на родителот. Тука се прави една симбиоза практично помеѓу бебето, родителите и ние лекарите. Значи, едни на други си придаваме, да речем, позитивна енергија и влијаеме едни на други, бидејќи борбата навистина трае прво да се преживее, нели, такво бебе, да помине лекувањето со што помалку компликации, бидејќи кај овие деца се можни во текот на лекувањето да настанат компликации, некогаш за среќа во помал број на случаи лош исход. Така да таа симбиоза помеѓу родителите, бебето и целиот медицински тим кој учествува во лекувањето е навистина многу битен, за да дојдеме до еден посакуван исход, значи не само преживување, туку едно новородено дете кое што ќе има нормален квалитетен живот. Да. Сега би сакала да застанеме на една убава вест која се емитуваше претходната недела за предвремено родено дете кое преживее во Систина кај вас. Колку е важно да се има една ваква опрема и ваква неонатална грижа за да преживеат? Да, тоа беше случајот на новороденото кое што беше родено од мајка. Значи, кај него не само што беше незрело, значи тоа беше родено во 32 гестатска недела. Уште поголем ризик беше проблемот кај бремената жена, кај мајката, која имаше една тешка форма на кардиоваскуларно заболување, се работеше за посебна форма на оштетување на аортата, на крвниот сад, кој што го снабдува целото тело со крв, и каде што практично настана една состојба на ургентност,
која мораше хируршки да се решава, инаку немаше да преживее жената, така да тука имаше еден комплексен случај на бремена жена во 31-ва недела, која што има сериозно хируршко заболување, кардиолошко заболување кое бара хируршки третман, меѓутоа во исто време треба да се заврши и породувањето и да се практично прво роди бебето. Тоа беше и направено, беше по пат на царски рез родено бебето прво, беше прифатено веднаш од тимот неонатолози кои работат кај нас во оделот за интензивна терапија, беше направена реанимација во родилна сала, значи општа анестезија требаше за тој царски рез, што најчесто не се изведува. Знаеме дека царските резови кога се прават во практично една состојба на седација, каде што нема општа анестезија и општата анестезија влие негативно на плодот, за да може потоа да се заврши интервенцијата кај мајката. Бебето беше прифатено, значи реанимирано уште во сала операциона, беше донесено со специјален транспортен инкубатор во оделот за интензивна терапија и беше приклучено веднаш на апарати. Значи, еден тимски мултидисциплинарен пристап од доктори, педиатри, неонатолози, гинеколог, акушер и кардиоваскуларен хирург, така да успешно беше решен случајот прво со мајката, бидеше ургентноста беше кај мајката, а потоа беше продолжено со лекување на новороденото. Новороденото, добро што во нашата болница, нели, тоа е добрата работа на нашата болница, што во една болница практично ги имаме сите овие можности за да може да се заврши комплетно работа, инаку да требаше да се префрла тоа бебе на друго место од каде што е родено, ќе имаше навистина голем проблем, бидејќи тоа бебе не можеше да го издржи практично транспортот. Така да, за среќа, со тимски мултидисциплинарен пристап беше проблемот надминат, прво кај мајката, потоа бебето беше во една критична состојба првите 10 дена, потоа излезе од таа критична состојба. Бебето се уште се лекува кај нас. Тоа сакам да ве прашам, како е бебето сега? Да, тоа е веќе во стабилна состојба, како што реков, веќе го надмина тој критичен период, веќе се опоравува, се уште му е потребно лекување извесен период, меѓутоа очекуваме позитивен исход од целото лекување и наскоро да бебето го испуштиме дома во добра кондиција. Ја се надевам вакви убави вести ќе слушаме и понатаму, секако. Ми беше чест да поразговарам со вас во нашата емисија. Shikues të nderuar, ne me ka që përmbyllim emisionin për sot. Ju një uroj pas ditët të këndshme, bashkë do rishihemi nesër. Miru pafshim.